Добро утро на сите, или добар ден, зависи кој како стана. Најнапред би сакал да се заблагодарам за поканата од страна на професорот доктор Златко Николовски, како претседател на Центарот за информативна и логистичка подршка на граѓаните Нов контакт Македонија. Истовремено да честитам 10 годишен јубилеј и да посакам уште многу години работа, активности во она што како дејност го прави. Најнапред, исто така, би сакал да го поздравам реализирањето на проектот Граѓанско општество Мост за соработка со дијаспората и да укажам на важноста на зајакнување на соработката помеѓу организациите, односно граѓанските организации и нашите сограѓани и државјани кои живеат надвор од Република Македонија. Сметам дека граѓанскиот сектор е важен и има значајна улога во демократските процеси. Впрочем, и јас во еден дел се сметам како дел од граѓанскиот сектор, затоа што во еден дел од својата кариера бев активен во тој сектор. И токму заради тоа, ваквата поддршка и на владата на Република Македонија, меѓутоа и во целина на општеството на за граѓанските организации е важна и битна, затоа што имаат и ние што да научиме како држава од нив, но секако исто така можат да допринесат со идеи, со прашања кои можеби решенија кои се од важност за двете страни. По однос на дијаспората како посебен сегмент, мислам дека оваа организација е една од ретките која се занимава по прашањето, не велам во Македонија, по прашање на дијаспората, со поддршка и на Македонскиот центар за меѓународна соработка и поддршка на швајцарската влада, и би сакал да искористам приликата тука да ги повикам и другите граѓански организации покрај активностите кои имаат во други области, да се вклучат во проекти, иницијативи врзано за дијаспората, токму заради фактот што сметаме дека дијаспората е важен сегмент и на нашето општество од една страна, но од друга страна и да речеме богат ресурс за кој може да биде во взаемна корист и за државата и за граѓаните кои живеат надвор од неа. Оваа влада пред скоро година дена за прв пат, значи една влада после долги години, реши да постави министер во владата заложен за дијаспора, токму заради причините кои што многу пати сме ги кажале во минатото, е тоа да прашањето за дијаспората го подигне на едно повисоко ниво, на институционално ниво, и државата да се посвети на дијаспората и односите, градењето на довербата со дијаспората на потемелен и институционален начин, што во минатото не беше така. Практично, кажано со еден збор, сакаме државата, односно дијаспората, да се идентификува со државата, а не со партијата, што беше случај во изминативе 20 и неколку години. Со моето назначување за министер заложен за дијаспора, сакам да кажам, чисто за ваша информација, дека во овој период остварив голем број на контакти со организации од дијаспората. Дел од нив покажаа само иницијативност во давањето на идеи, предлози и мерки врзано за активности со дијаспората. Со дел од нив остварив и некои од средбите при патувањата надвор во Македонија. Една од првите работи што ги воочивме кога почнавме да го градиме ресорот дијаспора, а тоа е дека во Македонија во изминативе 25, односно 27 години не постоела стратегија за соработка и односи со дијаспората. Во тој дел како држава го немаме, што не е случај да речеме со државите од регионот и поширокиот регион. Токму заради тоа,
кон крајот на август, владата донесе заклучок за формирање на работна група која ќе работи на национална стратегија за соработка со диаспората. Дел од вас кои се овде присутни и се учествуваат во реализација на таа национална стратегија, таа можам да констатирам дека е при крај, односно скоро финализирана. Се прават последните припреми во делот и на акцискиот план и верувам дека во месец јуни, негде во месец јуни, во текот на месец јуни, ќе влезе во владина процедура, со што за прв пат Република Македонија ќе има национална стратегија за соработка со диаспора, која што ќе биде документ, инаку хоризонтален документ, заради тоа што вклучува министерства, институции кои имаат надлежности и во делот врзано за диаспората, како што е Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи, Министерството за образование, за култура, за труд и социјала, Агенцијата за иселеништво. Во работната група се вклучени и експерти од невладиниот сектор, представници на организации од диаспората и секако со поддршка на Меѓународната организација за миграции, кои го водат процесот во овој дел за како техничка поддршка и советодавна поддршка за стратегијата. Кратко да информирам дека таа национална стратегија во себе содржи 4 клучни столба. Првиот е политички и административни прашања, односно ги утврдува правата и обврските во политички контекст на диаспората, како и систематски пристап кон решавање на административните проблеми со кои се соочува диаспората. Вториот столб е диаспората и економскиот развој. Тука пред се говориме за во делот на инвестициите и поддршката на инвестициите, не само инвестициите, туку тоа е клучниот елемент, во делот на инвестициите од страна на нашите сограѓани кои живеат како можност. И во тој правец, кон крајот на, односно неколку дена пред крајот на 2017 година, владата ја донесе програмата за економски раст на државата, каде што, како што знаете, покрај странските инвеститори, кои во минатото ги имаа практично сите бенефиции, како такви, направи нивелизирање, односно сега практично и странските инвеститори, и домашните инвеститори, и инвестиции од диаспората ги имаат подеднакво истите права и привилегии во делот кога ќе решат да инвестираат во Република Македонија. Она што е уште побитно, а тоа е дека пред 2 недели се донесе и закон за поддршка на инвестициите, предложен од Министерството за економија, и тука тоа е како законска, односно правна рамка за поддршка на она што значи економски раст. Тука повторно е вклучена поддршката за диаспората, што значи со еден член во тој закон, тој е член 33, каде што диаспората добива, инвестициите од диаспората добиваат поддршка од државата, покрај оние 10% кои ги добиваат сите, како мотивација плюс и заради, да речеме, емотивните врски на таа диаспора со државата и можноста тие ќе добиваат дополнителни 10%, на некој начин тоа му иде како позитивна дискриминација, за да можеме да ги привлечеме, за да инвестираат во својот роден крај, во својата држава и така натаму. Во делот има третиот столб во делот на образованието, науката и младите. Тука се разработуваат аспекти на соработка со различни научни институции кои се надвор, каде што реално ние имаме наши сограѓани кои се дел од таквите научни институции и амбицијата тука се разбира се и прашањето на испраќање на професори по мајчин јазик, македонски, албански и другите во овие држави со цел да овозможиме децата кои на нашите сограѓани кои живеат и работат таму да имаат пристап, односно да го учат мајчиниот јазик. Неодамна заврши конкурсот во Министерството за образование во делот на испраќање на
наставници во, мислам дека беа во Германија и во Словенија и во Швајцарија, ако не се лажам. Меѓутоа се разбира, таа бројка треба да биде уште поголема, затоа што потребите на тие луѓе, онака како што стигнуваат, пошто има процедура, ние се обидуваме во координација со Министерството за образование да можеме да испраќаме наставници по мајчин јазик. И четвртиот столб е културата и културниот идентитет, каде што сакаме да поддржиме процеси кои што ќе ја промовираат мултикултуралноста на Република Македонија, да можеме да гледаме заедничка соработка меѓу различните култури и надвор, кои што на некој начин ќе ја промовираат Република Македонија како држава, она што ние како влада практично се залагаме, а тоа е едно општество за сите и внатре, меѓутоа секако едно општество за сите и надвор. Без да должам, ќе оставам можеби простор за вака комуникација по директна, интерактивна. Сакам само на крај уште еднаш да кажам дека од минатата недела во функција и официјално за прв пат веб страна на мојот кабинет, односно на ресорот Diaspora.gov.mk, каде што практично ќе ги објавуваме сите информации врзано и за активностите што ние во Македонија ги правиме и за и активностите надвор, но секако и други информации важни за нашите сограѓани кои живеат и работат надвор. Ете толку за сега. Уште еднаш на крајот би сакал да ја поздравам ова конференција, да посакам плодна и успешна дебата и се надевам дека ќе ги има многу почесто и по временски и по големина. Благодарам.